Значи ја видовме анкетата што вели. Искрено да ви кажам, мене и не ми се верува нешто кој знае колку многу дека ние сме така дискриминаторски народ како што сме представени во анкетата. И за да се уверам во тоа, решив да излезам надвор и за потребите на Борјан и Еврозум да направиме една кратка анкета, да видиме дали тоа навистина ние македонците сме толку многу дискриминаторски расположени. Па после ќе донесеме заклучок, нели? Дали знаете, значи сега со одлука на општина дека таму од спротива отвараат геј бар. Не мислите дека тоа ќе ви пречи вака на... Геј бар? Да. Што е тоа геј бар? Тоа е за хомосексуалци бар. Смета вас како... Не, лошо. Значи не треба? Лошо, никако. Никако. По никоја цена. Така? Никако. Ете, тоа е мислењето, ете. Ние сме овдека чиста населба, каде што може секој нас да не разбере што сакаме и како сакаме да живееме. Ве молам, тоа никако да дојде овдека во... Слушате ли? Никако. Ова населба. Фала ви. Молим. Ајде се најдобро. Чао. Ќе пречи. Ќе пречи, ќе има караници, ќе има сигурно. Да, добро. А друга работа е, пошто има една анкета, вика, многу сме биле дискриминаторски народ. Вие се сложувате со тоа? Многу вика. Пример е да дојде да ви биде во Тетово. Ви од Тетово сте? Да. Супер, јас сум од Тетово, иначе роден сум таму. Да ви дојде комшија црнец, ќе ви смета? Од Етиопија. Па да е некој како што треба. Зошто да не? Нели? Црнец, да, сигурно. Мислам, не дај Боже црнец хомосексуален, тоа веќе многу. Да, тоа не. Општината даде дозвола да се отвори од спротива центар каде што ќе се справат со станоци за сексуални зависници. Мислите дека тоа е погрешен поток од општината? Погрешен. Погрешен? Не би сакале да има? Мислам, тоа е цен, не дека ќе живеат таму, ама ќе доаѓаат на состаноци за лекување. Не. Сепак не? Не, затоа што тука има школи, има градинки, има деца. Би направиле протест за тоа, бидејќи тоа би требало идната година негде лето да се отвори. Па би направиле. Мене лично не ми пречи. Ништо, така немате протест. Да. Океј, има одлука дека од спротива треба да се отвори центар за лекување на болни од сида, да не ви пречи тоа? Да. Ви пречи? Мислам... Да, пречи. Некоја посебна причина зашто или? Па зашто младинове страда од тие работи. Ама тоа е центар за лекување, таму ќе си се лекува, нема... Добро, ама... Или некако... Не е добро за овдека тоа да биде. Не, може некаде на друго место. На друго место, да. Не. Воопшто? Не ми пречи, не. А ако ти даде... Не ми болница за зависности, така да и тоа не ми пречи. Мора недека да се отвори. Мора недека да биде. Мора недека да биде. А кажи ми, ако случајно ти дојде за сосед црнец, ќе ти пречи? Не. А ако е многу црнец? Нема да ми пречи. А ако црнецот е хомосексуалец? Ни тоа нема да ми пречи. Ако секој ден носи црно-бели пријатели? Па негова работа, тоа приватно. И честито, вау. Сега единствена си вако. Купи си лепче, да. Части ме и пиво ако сакаш. Од спротива, идната година негде летото треба да отворат дом за луѓе што се справуваат со бес. Би ви пречело ли тоа? Мислам, ако имате во општината или се или... Па ако е тедно близина ни прече сигурно. Некоја посебна причина зошто? Па ради младите искача навечер нешто да не ги. Они таму се справуваат со бесот, него демонстрираат, вали да... Добро, да не искача, да не прават бели. Да не прават бели, вика така. Да, отприлика. А случајно да не ви смета ако и дојде комшија да ви биде црнец? Па тоа... Или нормално, мислам, немате проблем. Па ако е добар, зашто да не? Ако е добар црнец, тогаш добро. Да, така, многу јасно. Па, фала Богу, така, ви благодарам многу. Ајде, убаво пазарување. Објасни ми бе... Па, значи, оние што, пример, одат во автобус и нешто ќе направат голема белја, ќе се испотепа нешто ваму таму и после судијата место да ги прати во затвор и вика, не, ќе одиш 3 месеца во центарот за управување со бес овде. Па не знам. Ја мислам, зависи од и она болницата многу не сметаше ондека. Да, сега стварно вие ќе имате и тоа и тоа. Ама не знам дали не е иселена уште. Не, си сели. А ова ќе ви смета или не? Не знам што да ви одговорам.
Ето, видовме што видовме, за заклучокот ќе оставам, нели, самите да го донесете, односно самите да се процените дали наистина сме ние толку дискриминаторски народ или не. И немам што повеќе да додадам, освен, не знам, ако наистина се прави центар за лекување од сексуална зависност, еве јас ќе волонтирам за доброто на државата.